победлива изведба за непобедливиот маж. Нула Бргут, ништо за криење. Во последен момент ќе се договара датумот за референдум и референдумското прашање пред истекот на рокот кога собранието треба да донесе одлука за распишување на референдумот. Партиите најверојатно на лидерска средба наредниве денови ќе ги договорат деталите и изборот на Државната изборна комисија која треба да го спроведе референдумот. Цитирам: Очекувам да нема услови кои би го попречиле одржувањето на референдумот. Очекувам со лидерот на опозицијата и на другите партии да ги дефинираме сите чекори и процесот за организирање на референдумот. Очекувам Државната изборна комисија да се формира брзо, рече денеска премиерот Заев. Од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ потврдија дека законот за финансирање на партиите е делумно усогласен и наскоро може да се испрати во собранието на гласање. Со овој закон се предвидува буџетско финансирање на парламентарните и вонпарламентарните партии. Но овој закон е само еден од двата услови што ги постави ВМРО-ДПМНЕ за изборот на Државната изборна комисија. За барањето за пржинска влада нема најава од ниту една партија дека е подготвена на отстапки. Во законот за влада пишува дека премиерот ќе отстапи од својата функција 100 дена пред одржувањето на парламентарните избори и ние тоа го поддржуваме, рече Заев. Цитирам: Кога се формираше техничката влада во Пржина, опозицијата вети дека повеќе нема да ги објавува така наречените бомби и ќе ги достави до специјалното јавно обвинителство. Тоа беше дел од договорот со кој Македонија почна да излегува од политичката криза. Не гледам потреба за тоа сега, но знам дека наша должност е да овозможиме нашите граѓани да се изјаснат на овој историски референдум, рече Заев. Од СДСМ велат дека ВМРО-ДПМНЕ со поставувањето на услови за изборот на ДИК сака да го блокира одржувањето на референдумот. Опозицијата објаснува дека пржинската влада на која инсистираат значи не само смена на премиерот со технички премиер, туку и смени во Министерството за внатрешни работи и за труд и социјала, каде би дошле кадри од опозицијата, која исто така би добила и заменици министри во 4 други министерства. Тоа е она за што ќе разговараме во текот на денешното издание и за кое што се надам дека сте подготвени, во кое ви посакувам добре дојде. Многу повеќе детали има колешката Душица Мрѓаковачев токму во продолжение во прилогот кој го емитуваме. Министрите на Зоран Заев во МВР и труд и социјална политика, како и замениците во земјоделство, финансии и информатичко општество може да здивнат. Премиерот вели дека нема потреба пред избори да си даваат оставки како што беше пржинскиот модел за изборите во 2016-та. Условот за измени во законот за влада, кој што опозицијата го стави на маса за нивната поддршка за Државната изборна комисија, за Заев е неприфатлив и не може, вели, да се поврзува со референдумот, бидејќи, вели, ова се работи за избори. Вториот услов пак, законот за финансирање на партиите. Премиерот порачува дека веќе е во процедура. Тогаш опозицијата отстапи и прекина со објавување на политичките бомби и вети дека ќе ги достави незаконско прислушуваните материјали до специјалното јавно обвинителство. Тоа беше делот од договорот. Тоа беше чекорот од кој што Македонија пополека почна да чекори кон излегување од политичката криза. Јас не ги гледам ваквите потреби, но едно гледам. Граѓаните имаат право, а наша должност како институции е да го возможиме тоа право да се изјаснат на референдум. Од ВМРО-ДПМНЕ е пак децидни. Без пржинска влада нема Државна изборна комисија. Повторуваа дека тоа било договорено со СДСМ кога се договарало нивното враќање во собранието и кога ВМРО-ДПМНЕ ги гласаше двотретинските закони. Од партијата на Мицковски велат дека сега се бега од договореното. Лидерот на опозицијата пак тврди дека се подготвени да се откажат од оставката на премиерот пред избори, но да добијат техничка влада. И ние не бараме ништо повеќе во законот за влада, не бараме ништо повеќе нити помалку, освен она што беше го имаше Социјалдемократскиот сојуз за време на парламентарните избори во 2016-та се извинувам горе. И еве подготвени сме да прифатиме да нема технички премиер, нека остане истиот премиер, пошто му е мерак да биде премиер. Ево и за време на изборите нека остане премиер. Според информациите на телевизија 24, нов состанок на работната група се очекува дури в понеделник. Власти и опозицијата се закопани на своите позиции. Доколку тие не успеа да ги спеглаат разликите, тогаш Заев најавува лидерска средба и за ДИК и за референдумот.
Неофицијално, според партиски извори од двете страни, не се исклучува токму референдумот да биде клучната тема што ќе биде ставена на маса, односно власта да бара поддршка за цензусот, опозицијата за возврат да даде пржинска влада, додека пак опозицијата да го услови учеството на референдумот со законот за амнестија. Тоа е и темата за која што разговараме на 0260 91 924 или 925, телефонски бројови на кои веќе може да се јавувате и сигурно веќе имаме некој на линија или да ни пишувате на фан страницата на Facebook Мој термин очи во очи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе и до тебе. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Ова работа се што се случува во Македонија од страна на опозицијата е несериозно, затоа што господинот Мицкоски не за и самиот тој што сака и што бара, уцени и процени, за да не се направи државна изборна комисија, за да нема референдум. Јас, како Аспор Хрански, би му порачал да се собери малци, затоа што ова не е негова куќа, ова е Република Македонија. Ние сега, кога сме со двете нозе во Европа и во НАТО, нас ни треба такви активности. Не ни треба како пред 2016 година, кога Македонија тонеше во песок жив, а сега господинот Мицкоски нека разбери, првинска влада не ни треба нас. Првинската влада беше за таа криза што беше поставена во Република Македонија со тие бомби. И тоа е многу паметно и интелигентно од страна на Зоран Заев, што кажува дека нема потреба таква работа. Ние не бараме избори, ние само референдум сакаме да има, за да можеме да го исполниме договорот на што е донесен во Преспа со грците и да на тој референдум се изјасниме за да не примат во НАТО и да почнеме преговорите за Европска унија. Затоа нека се малце отрези таа опозициона партија. Со кого работи, да ја прашам? Еве денески се јавија русите дека со сила ние сме ги терали луѓето додат во НАТО. Па господа, 20 години и кусур ние бараме НАТО и Европска унија. Нека извинете ли, ова ни е наше право. Не може некој да ме натера мене со сила. И Русија нека си ја гледа својата работа, затоа што за 28 години еден динар скршен не ја дала на Македонија. Додека другите држави сите помогнаа да се развие Македонија во овој поглед. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, да ве поздравам сите и да ви посакам пријатно поплодне на сите вас во студиото и на гледачите. Референдумот не треба да се условува со никакви нови барања. Сега, например, не би требало да прифати Заев под никој услов малцинска влада. Зашто би била таа влада и што би правила, каква функција би имала? Бидејќи сега не се предвидуваат ни предвремени избори, ни ништо. Мислам дека ова го прави ВМРО-ДПМН со уцената за, бидејќи ги немаат потребните 81 глас и сега сакаат со ова да искористат нешто. Малцинска влада бараат од причини што да влезат во владата и да можат пак бенефиции да имаат, бенефиции би имале со тоа што ќе крадат, ќе плячкаат и ќе обвинуваат оваа власт дека е корумпирана, дека не работи домакински и така натаму. Што значи дека услови премиерот не треба да прифати. Друго беше ситуацијата 2016, бидејќи претходните избори знаеме како беа организирани, а овие избори беа реални, мислам, бројката што се постигна во собрание се постигна на некој начин фер и демократски, се знае кој колку пратеници освои и што значи дека сега опозицијата само со уценување, само со блокади, откако се осети дека се формира ново парламентарно мнозинство, до ден денеска цело време го блокира собранието, де со конститутивната седница, де со изборот на јавен обвинител, сега со ова незакажување на државна избор, мислам за седница за избор за државна изборна комисија, што значи дека цело време, година дена, собранието е под некаква така наречена. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Поздрав од Љупчо Струга. Поздрав до вас, Љупчо, повелете. Многу интересна убава тема и актуелна, разбира се.
Да, повелете. Не можам да ги разберам овие од дрпама на што сака да докажат и да покажат. А доста дрпаја и издрпаја Македонија, мајка плака. Она преходната влада нивна, абе не остај камен на камен во Македонија, как што се велите, по народци. И сега уше и натаму Кристијан Мицкоцки дојде на место да ја реформира, на место да биде то модерна партија, ваква, таква, европска, не знам каква и така натаму, која се залага за Европска унија, за НАТО, влегување на Македонија во НАТО и така натаму. И натаму по стариот трк на претходниот премиер, односно председател на партијата работа. Па до кога бре така луѓе? Свестете се бре. Па свестете се, ова не е 19 век. Нека се свестат, не е 19 век. Македонија денеска е во 21 век. На Македонија денеска и требит иднина, и требит Европска унија, и требит НАТО. Дајте и рака на Македонија, на вашата држава, на собствената држава, на актуелната власт, која смогна сили да, како така, најде решение за приклучување на Република Македонија и во Европска унија и во НАТО. Па ја не можам да ги разберам тие луѓе шо ум носе во главите. Тоа, навистина се, или се болни умови, или не знам шо се. Република Македонија треба да оди напред. Пријатно до вас, благодарам за јавувањето. Значи вака, да квалификација од типот на чиј ум е поразличен од вашиот и тоа го нарекувате болно, да нема да ви дозволувам веќе во оваа емисија. Затоа, господине Љупчо од Струга, обидете се малку да се воздржувате од начинот на кој што почнувате да комуницирате во јавност, а воопшто не наликува на оној начин на кој што имате комуницирано до сега. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен поздрав до тебе. Поздрав и до вас, повелете. Вака, многу е очигледна според мене работата и едноставна. Значи, сега имаме референдум кој што не очекува, за да тој референдум се направи и да биде по излезност успешен, треба да се формира државна изборна комисија, бидејќи други да си дадоа оставки. Во државната изборна комисија владава се сложи председател да биде од опозицијата. Тој председател треба сега, Илија Димовски треба да свика на комисијата за да се формираат, за да се одберат членовите, после тоа да се регулира све и да се почне. Јас не разбирам, навистина Мицкоски не можам да го разберам кога бара сега технички влади, бара, не знам што бара. Човеков стварно јас не можам да го разберам што бара. И само сакам да го прашам човекот навистина, дали разговара со оние, со на реформско, проевропско крило во неговата партија, затоа што тие му сте втори луѓе после него веднаш. Дали го слушаше овој, како се вика, секретарот негов што му е на емисија. Па да видиме тогаш какво размислување ќе има Мицкоски, дали на вистина бара некоја логика што никако не може да се најде со ова што тој го прави. Ако вие како ВМРО сте дале согласност сте при основивање на држава дека ќе се залагаме за влез во ЕУ и во НАТО, што има вие сега да бойкотирате и да правите кочници? Во референдумот ќе биде застапено и дали имево да се смени, односно да се испочитува договорот со Грција. А ако сте вие луѓе сигурни дека народот не го сака тоа, веднаш организирајте референдум, а не вака со кочници. Па вие вака никогаш нема да се дојде на власт, да дојде на власт опозицијава. Затоа што она си работи за лични профити и тврдам одговорно огнен дека тоа е за 5-6 души да се заштитат. Да се стави кочница што е можно повеќе на сите процеси во држава, меѓутоа не оди. Ако се така сигурни и толку убедени, брзо на референдум бе. Значи нема да се присвои договорот со Грција, готово се заврши приказката, све се укинува. А не вакви кочници, срамота е. И Русија, па Русија 25 години знаеше дека ние сакаме во НАТО да влеземе. Зашто сега се бунат? Што е проблемот со нив? Или влијанието им се запира овде? Епа ќе се запре. Тоа е тоа.
Ти посакувам пријатен викенд, Огне и се него. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Вака сега, потполно се сложувам со Аспару, што Љупчо. На крајот делот тоа што рече за луѓе, неубавото што го кажа, тоа не се слагам. И со овој дечко пред мене. Сакам да прашам Мицковски, до толку ли ја мрази оваа држава, што сака се да урниса и да растои? Не ми е јасен човек. Не знае точно што сака. Ние ваму, ние таму. Страшно нешто. До толку да се го мразиш својот народ и државата, да сакаш се да се распартали. Толку имам да кажам. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам во студиото и посебно господинот Огнен. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Јас се мешам многу во политиката. Добро. Ама неправдата многу ми е тешка. Ајде. Затоа што гледам ВМРО, цел живот од ними настрадав неготово. Нема никој да ги запри овие луѓе, шо е ова работа. Тој Мицковски дека си гледа хидроцентралите што има искрадено грдни пари. Како не му е срам да се застрами. И сите тие таму арамиштата. Треба некој да коши за да му квај на овие луѓе. Шо е ова што пред? Ја запустија Македонија, тешко на нашите деца и тешко нас. Многу фала што ми отстапите време, јас имав толку. Ви благодарам. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до цела Македонија. Благодарам. Сите да среќни во Македонија. Поздрав и до вас. Кува брзо формирање на ДИК. Што чекаше до сега? Па ДИК од вчера не е. Од кога си да... Што чека последната минута? 5 до 12. Подхитно да се формира ДИК. До сега што работеа? Се они се преземани со работа. Никој не Македонија. Никој не го сака македонскиот народ да се заангажира за секој за својот джеб. Не го напаѓам ни и СДС. Сите се исти. Сите само за, а не за обичниот граѓанин. До кога партиски препукувања? Ние сме подобри, тие не чинат. Ние сме до граѓаните чинат. Граѓаните се малоумни, граѓаните се стока, граѓаните се опинчат, селани. После дајте глас. Зошто македонски народе? Смирете се еднаш за пријатно и многу фала. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. По однос на оваа тема што е актуелна на денешната ваша емисија, добро, сакам следното да го истакнам. Факт неспорен е дека на историскиот ден за Македонија Зоран Заев влезе во историјата на Република Македонија, во идната историја како трајна вредност со многу позитивни карактеристики. Го очекуваме наредниот период, само да видиме како се движи работата. Кочницата која ја поставува, или рампата која поставува Христијан Мицковски, јас би рекол заробениот Христијан Груевски, и мислам дека така и треба да се нарекува тој човек. Мислам дека не гледајќи ја иднината, само е врзан за некоја историја која па за претходните 10 години сведок сум јас на кражбите, криминалите и затварањата од страна на Груевски и Мјалков, така да таа дружина се заштитува преку овие политички, да речем, потези на Христијан Груевски. По однос на ова комисија за ДИК за ова момче од Велес Димовски, нека СДС пример му понуди дека ќе биде ослободен од тоа обвинение, или судот да му неке може само обвинителот, или тоа ќе видите како брзо ќе ја свика комисијата. Во прашање се лични интереси и ништо повеќе. Почитуван Огнен Јаневски, на телефон е Јордан Ристовски, јас многу ве поздравувам. Благодарам, поздрав до вас Јордан Ристовски и благодарам за поздравот до Огнен Јаневски без В. Дали имаме некој на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден. До гледачите и до вас. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Така, Заев очекува брзо, треба да се формира ДИК еднаш. Па не може единствена држава да бидеме без комисија, без ДИК да постои. Ало? Да, ве слушам, зборувате, господине. И вака,
Мислам дека Христијан Мицковски е продолжена рака на Груевски. Груевски само физички не е присутен. Апсолутно Христијан Мицковски го поддржува човекот и оди по неговиот пат, што е најлоша варијанта во моментот. Еднаш за секогаш треба да решиме дали во Европа, со НАТО или Европска заедница или со Рус. Не можеме ние и на две столици да стоиме. Или тамо, или вамо. Ќе мора да решиме. Ама најдобра прилика е референдумот. Нека излезат граѓаните на цела држава, нека се изјаснат кој е, зашто и да решиме еден проблем. Ама тие се плашат дека тоа нема да им успее, па затоа го кочат овој процес. Затоа не сакат и на референдум да се оди. Оти сигурни се дека преку 70% ќе гласат за референдумот. И тука е проблемот. Бидете поздравени, пријатен ден. Благодарам, поздрав и до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добро, дали имаме некој следен на линија, повелете, се исклучи гледачот. Добар ден. Да, вие сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во емисијата во ТЕК, еден од гледачите рече дека францускиот председател рекол во секое племе држава не може да се направи. Добро. Жив доказ сме ние. Гледајте, следете ги постапките на опозицијата. Видите последно што се случи во парламентот. Пред тоа 12 година поново во парламентот. Каков доказ сакаме повеќе? Нека се опамети опозицијата. Мицковски јаково беше советник на Груевски, нека ги фати правите патишта. Нека го пушти народо, нека се искажи, после тоа нека бара техничка влада, избори, предвремени, вакви, такви. Тоа е. Ви благодарам. Така. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Да, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам и вас и емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Во врска со темата сакам да го кажам моето мислење ако може. Да, слободно зборувајте. Референдум не треба да има за името на македонците и на Македонија. Ако има, македонците ќе го бойкотираат и нема да го признаваат. Договорот од Преспа никогаш нема да се финализира. Џабе му е на Заев условената покана од НАТО. Нема зашто да ги повикува надворешните и внатрешните непријатели на македонскиот народ да слават. Со тоа само се разгорува меѓунационалната омраза во нашата земја. Се загрозува мирот и безбедноста во Македонија, на Балканот и во светот. Додека не се признае македонската нација и македонска држава, нема да има мир и безбедност во Македонија и на Балканот, во Европа и во светот. Тешки времења доаѓаат за Македонија и за Балканот и пошироко. За влез во НАТО, македонците не сакаат да се откажат од себе си. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден. Овде ки Боне Кантаровски од Могила. Поздрав до Могила, повелете. Еве, сај ќе ви кажам, јас не знам зошто вака овие луѓе беснајат, да речем, може и се извинувам малку за булгарен, а што бараат сега овие? Овие го гледаат зајакот, трагата е бараат. Ова беше покана на господинот Заев, што му ја врачи човекот како што личи по демократски начин, и сега тоа не било покана. А што беше бе, брату Огнен? Кажи ми, бе, златно дете, јас сум 70 години човек. И сега тој бара, не знам јас и што бара, у ствари, јас толку се револтирам. А тој Мицковски господино сега контраоди. Тој е еден осаджа. Ако не знаете осаджа што е, тој е обичен селски џукела. Пријатно, све најдобро.
Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Видете, јас не сум наклонет, не една партија ни на другата, сакам реални работа да прикажувам. Добро. Луѓето ги слушам, речем да поединачно да коментирам за кого како, него Мицкоски и Мицкоски. Мицкоски е опозиција. Опозицијата е коректор. Мицкоски има право што сака да прави, да предлага, да онади. Тој е надвор од власта. Што се запнела Мицкоски? Сега си тера валата власта да си отера теркот како замислила, ако смета дека ќе успееме со ова што се случува, треба да оди напред. Баталите го Мицкоски, дека си е ора нивата, тој кај што почнал таму да ора, нека си е се. Така да, луѓево, треба реалноста да ја гледаме, што ќе се случи. Затоа што во договорон, јас така меѓу редови го гледам, он е кажано нешто, али многу работи ќе уследат за да грците за да не стават вето. Кој ќе почнат да редат и да сликите дори кај што има, кај што пише во Македонија, ќе не натерат да го избришиме то и да го пишиме Северна Македонија. Тука лежи проблемот од после. На назад тие не дебнат. Ја ова што го зборувам е 100% реално. И ќе дојде времето кој ќе се соочиме и кога ќе им кажем на луѓето тоа што сум го зборувал, еве го намегдан. Така треба да видиме трезвени, опрезни и да видиме кај одиме. Да не одиме ни стрѓе, од Типоцка. Јас мислам дека премиеров напори прави огромни. Тоа е за похвала. И сега, позадината дали е следат и колку ги следат грците и тие што се сите лобиранти околу Грција, оти тие се не сметаат, не само Грција. Сака Америка да притисни Франција, Англија. Да, благодарам за јавувањето, истече времето. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Очекува за брзо формирање на ДИК и за референдумот. Па нормално дека очекува. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, господине, ви доцни гласот, но јас нема да ви пречам, зборувајте. Нормално е дека очекува, постигна некаков договор и очекува секако резултати од тој договор. Јас би ја поддржал и опозицијата, меѓутоа ако ми даде Ве слушам, зборувајте. Јас би ја поддржал опозицијата ако ми даде барем мала шанса некаква каков излез ако не влезиме, ако не потпишеме договор или ако не го усвоиме договор. Каква опција ни нуди? Баш се интересирав, Мицковски го гледав на неколку телевизии, нивни членови исто ги слушав на неколку телевизии, никој не спомна некаква друга опција. Сем договорот не чини, ова е заедничка влада, а луѓе, ако е за непромена на името, и сигурно и јас сум за непромена, меѓутоа треба реалност да гледаме. Реалноста е дека тие поставуваат услови. Условот е тоа и тоа. За влез во НАТО условот беше да се договориме со Грција. Еве се договоривме. Не чинело така. Па што чинело сега? Знамења да клаваме на Олимп или го бараме Солун. Па сега ќе го добиеме Солун, ќе имаме отворени граници, кои ќе влеземе во Европска унија. Отворени граници. Тоа ќе ни биде наш Солун. Така да не можам да ја размерам опозиција во никој случај. Дали е конструктивна. Сега имаат право, еден гледач рече има Мицковски право така да зборува. Да, има право, ама има и обврски према народот. Има обврска да не лаже, има обврска да кажува точни информации и има обврска да нуди подобри алтернативи. И тоа до сега не слушнав од опозицијата нешто подобро. Добро. Така да, благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Само за да не настане забуна, гледачката што ја спомена изјавата на француски државник во однос на тоа дека секое племе не заслужува држава, станува збор за изјава изречена пред повеќе од 2 децении кон тогашниот македонски државен врв од страна на тогаш веќе лидер на социјалистичката интернационала, а претходно премиер на Франција од 81-та до 84-та Пјер Мороа. Значи не станува збор за изјава која што ја изјавил француски државник деновиве или во НАТО, туку за нешто што е направено повеќе од пред 2 децении.
Благодарам за вниманието во текот на денешното издание. Повторно се гледаме од понеделник. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Пријатно.